Почитувани, добар ден, ја следите Црвена линија. Вела дека живееме во еколошка Македонија, земја каде што воздухот е препорачливо да се джвака пред да се проголта, каде што реките имаат повеќе бои од палетата на Пикасо, а цијанидот и арсенот веќе се пријавени како редовни состојки во дневното мени. Крива река не е веќе крива, туку отруена, а пчиња и подземните води во Паланечко добија специјален коктел на токсични состојки. А државата? Државата, драги гледачи, традиционално молчи, гледа на друга страна и глуми дека или нема проблем, или дека го решава. Во Париз, за време на летните олимписки игри, градоначалничката пливаше во сена за да покаже дека водата е чиста. Кај нас, министерот за животна средина не најде за потребно ни да го потопи малото прсте во крива река, а камоли да испие една чашка. Чисто да ни докаже дека им верува на инспекторите и дека навистина нема причина за паника. Може би инспекторите од Државниот инспекторат за животна средина би можеле да не почестат со некоја голтка. Истите тие што не убедуваат дека водата е безбедна, дека се работи за само вода од таложникот, додека независните анализи тврдат дека во неа има отрови, стотици пати над дозволените граници. Директорот на рудникот – партиски кадар. Инспекторите во конфликт на интереси. Државата со стратегија што повеќе личи на криминален план отколку на заштита на граѓаните. Наместо итна акција добивме партиски препукувања. Наместо одговорно слушаме уверувања дека се е во ред. Што е пострашно, тоа што водата е затруена или институциите нешто прикриваат. Кој дозволи ова да се случи? Ќе одговори ли некој или ова еколошка катастрофа ќе заврши со една скромна казна од 200.000 евра? Толку ли е ефтино здравјето на граѓаните во нашата Македонија? Верувате ли дека институциите не штитат нас, граѓаните, или штитат некој друг? А темата за денеска е: штити ли некој некого во случајот Тораница или се е во склад со уставот и законите? А секако на социјалните мрежи, поточно на Инстаграм, пред се треба и задолжително да не заследите на профилот Црвена линија, но и профилот на Телма телевизија на Инстаграм и се разбира веднаш да кликнете на Инстаграм стори. Така ви се отвара можноста да учествувате во анкетата, а прашањето за денес е: верувате ли на Државниот инспекторат за животна средина во случајот Тораница? Имате две опции за одговор: да, не. Кликнете на вашиот одговор, а се разбира некаде стандардно кон крајот на ова издание во проценти пресметано секако ќе бидат соопштени и резултатот од денешната анкета. Затоа заследете не на Инстаграм, повторувам Црвена линија, но и профилот на Телма телевизија и веднаш побарете анкетата на Инстаграм стори. А кога сме веќе кај социјалните медиуми, секако темите за кои што зборуваме редовно се објавуваат и на профилот на Фејсбук на Црвена линија, но и профилот на Телма телевизија. Таму учество можете да земете преку коментари, верувам дека ќе пишувате, ќе бидете активни како и секогаш, кои што ќе ги читаме меѓу вклучувањата и секако правете исподелувања. Во продолжение ќе го погледнеме и прилогот на Симона Петровска. Јавното обвинителство презема действија во предистражна постапка со цел да се испита дали има евентуална кривична одговорност при загадувањето на крива река од рудникот Тораница, чиј концесионер е фирмата Булмак 2016 Доел Пробишти. Обвинителите од основното јавно обвинителство Куманово имале средба со државните инспектори кои постапувале по пријавата за истекување во Тораница и за нивните активности на лице место. Пошто обвинителството ќе продолжи да презема действија и ќе издаде наредби за вештачење и анализа на земените примероци од водата. Од исходот на преземените мерки ќе зависи на тамошниот тек на истрагата, вела Тотојо. Иако градоначалникот на Крива Паланка најави дека ќе бара кривична одговорност. Од обвинителството вела дека до овој момент нема поднесено кривична пријава, а доколку во меѓувреме тоа се случи, ќе биде додадена во предметот. Покрај обвинувања за Булмак, обвинување од градоначалникот и еколошките здруженија стига и на адреса на инспекторите, кои излегле на терен, а според тврдењата не постапиле соодветно. Иницијативата одваја обвини директорката на Државниот инспекторат Ивана Гиновска за лажни
извести во јавноста дека на 14 март се излеала само вода од таложникот за јамски води без да изврши анализа, но таа ги отфрла обвинувањата и вели дека во соопштението стои дека е пукнат цевковод за технолошка вода и дека тој цевковод ги зафаќа јамските води, како и дека истиот ден дала вонреден налог и инспектори веднаш излегле на терен, а случајот не го криеле. Во истото решение е наведено дека за овој инцидент, а согласно условите утврдени во интегрираната еколошка дозвола, субјектот бил должен да состави записник во кој треба да ги вклучи деталите за природата, обемот и влијанието на инцидентот, со кој ќе се минимизира ефектот врз животната средина и да се избегне повторно случување на истото. Одговорните лица изјавија дека не е составен записник од инцидентот и нема соодветна документација. Градоначалникот Сашко Митовски тврдеше дека крива река е загадена солово и цијанид по хаваријата во рудникот Ораница на 14 март откако пукнала цевка и рече дека ќе бара кривична одговорност од одговорните. Концесионерот на Тораница, фирмата Булмак 2016 Доел Пробиштип, пред 4 години има платено 90.000 евра казна, а исто толку и пред 3 години. А сега за прекршочна одговорност може да добие парична казна во висина од 180 до 200.000 евра. Од рудникот пак одговори најавија во текот на утрешниот ден. А по прилогот на Симона Петровска почнуваме со вас, драги мои. Значи, за вклучување во црвена линија е доволно да го завртите нашиот добро познат број 023070005 и како на самиот старт и напомена задолжително да се намали тонот на ТВ приемникот. Ке ни биде драго, се разбира, и сите оние кои што се засегнати да се вклучат во оваа денешна дискусија. Темата за денеска на црвена линија е: според вас, драги мои, штити ли некој некого во случајот Ораница или се во склад со Уставот и законите? Тоа е она што ве прашува црвена линија, а верувам дека веќе и имаме некого со кого ќе ја започнеме денешната дискусија. Добар ден. Да, добар ден. Повелете, ве слушаме. Поздрав до вас, Тина, и до телевизија Телма. Големо благодарам, повелете. Ова прашање не е само во Тораница, туку се одвија скоро на цела Македонија, али сега е актуелно Тораница. Овде покрај прекршочната пријава, тоа е добро што јавното обвинителство го поддржуваме, што повело постапка кривично треба да одговара тој директор од Пробиштип. Вие не го познавате кој е тој, тој беше порано градоначалник во Пробиштип. Сега е директор на Тораница. Али на некој начин ова што се случува сега со крива река во крива паланка, градоначалникот фино кажа некои работи дека и со олово и со цијанид е загадена реката. Покрај реката се загадува и почвата, со тоа што на еден културен и перманентен начин го трујат народот во Република Северна Македонија. Затоа јас би го замолил јавното обвинителство кривично да го гони директорот на Тораница, за да можеме ние и понатаму да се бориме против таквите загадувачи на почвата, која што ние како граѓани во Скопје, во било каде, јавиме од тие производи што ги произведуваат во градовите. Затоа јас би го поздравил правителството да преземе под хитно мерки. Ви благодарам многу. И уште едно прашање, верувате ли на Државниот инспекторат за животна средина во случајот Ораница? Затоа што Државниот инспекторат прави циркузи со граѓаните. Благодарам многу за јавувањето во црвена линија. Вие сте меѓу другото и првиот гледач кој што го вклучивме, што значи продолжуваме понатаму со вас, почитувани, и секако еве ги покануваме особено засекнатите жители околу еве крива река да се вклучат во денешната дискусија. Подсетуваме, денес ве прашуваме дали ви се чини или ве сметате дека некој некого штити во случајот Ораница или според вас е во склад со Уставот и законите. Добар ден. Хало, добар ден. Повелете, ве слушаме. Тораница. Не е крив ни директорот, ни тие таму што копаат, ни тие што работат. Крива е државата, што дозволила? Кај се тие закони, кај се тие испитувања да се испита, дали е штетно или не е штетно? Дали сме и тоа да се работи или не сме се работи? Директорот бил крив. Удале ќе копа тој. Абе, зашо напаку работи држава? Веќе го
И ова испаја влезам кај вас во станот, лоб да ви прав то. И кој е крив? Кој е крив? Државата е крива. Што дозволила, што пуштила. Јас се сеќам зашто е викат крива река, во времето еден од ВМРО-ец од главните држеше се најдо случајно таму и вика ова крива река ќе исправиме, нема да биде крива. Значи уште останала крива рекава и сега ќе најдат вино на реката зашто е крива. Страното е ова што се случува. Не е само за Тораница, сегде и Кочари што се случи. Само државата е крива. Законите што не прават рампи да не сме да помини тука. До тука можеш, натака не можеш. Вака ти го правиш, друг ще не може. Државата, никој друг. Државата не знае ни закон да донесе, ни закон да спроведи, ма ништо. Немаме стручњаци, немаме газди на државата. Благодарам и вам за учеството и одговорите во Црвена линија. Останете со нас. И пред да продолжиме со вклучување на гледачи, уште еднаш да ве подсетам сите вие кои што можеби ви е полесно или еве нема да успеете да се вклучите во живо во ова денешно издание, секако учество можете да имате и преку одговори, односно коментари на Facebook. Црвена линија е нашиот профил, така изгледаме на социјалниот медиум Facebook. Крива река или отруена река, пишувајте коментари, споделувајте и секако ќе ги читаме коментарите меѓу гледачите кои што ќе бидат вклучени во живо. Продолжуваме понатаму. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Повелете, во Црвена линија сте. Ало, видете вака. Тука ја не гледам кривица ни во газдата, во директорот, ни во градоначалникот, ни во инспекторите. Кај мене, моето мислење е најголемата кривица е во реката. Значи, крива река е крива, она е крива. Другите сите се во право. Значи, ќе окривиме реката, како што се укриви кабелот во моделарната болница. Тука најновиот случај ќе биде нешто друго укривено. Значи, имаме алатки ние кај што можеме да укривуваме. Значи, никогаш нема да бидат криви тие. Значи, лопата е крива, реката е крива, чешмата е крива, кабелот е крив. Значи, тие се криви и ќе се заташка така, а луѓето дали ќе се умерат, дали ќе се заболуваат, дали полето ќе биде загадено, дали тоа не е битно. Битно е поединци да се ги наполнаат джеповите, а таму се тие предходно што ви реков, градоначалникот, инспекторите и тие. Ќе земат најблагата казничка, кога ја ги е казнет и се завршува за 3 дена. И понатаму пак ќе си почне истиот случај. Тоа не само таму. Благодарам за учеството и одговорите во Црвена линија. Уште една напомена, бидејќи не ви напоменав, не спомнав, внимавајте и тајмерот, 90 секунди се предвидени за едно јавување, но доколку некој сака нели повторно за нови 90 секунди, можете да го завртите нашиот број. Штити ли некој некого во случајот Тораница или се е во склад со уставот и законите? Тоа е она што ве прашува Црвена линија денес. Добар ден. Поздрав тебе, Тина, поздрав телевизија Телно. Благодарам, поздрав и до вас. Да штити некој овде. Јас не мислам дека нема кој што да штити и зошто да штити. Бидејќи кој ќе одговара? Нема кој да одговара? Кој гледа овде некој да одговара? Ние сме граѓани на една држава. Иначе не сме ние македонци. Одговара тој што не избриша од лични документи. Не одговара. Си фати Џаном. Ние и вака ќе си седеме со прстот во уста и ќе си лаеме овде сите пензионери, што сите сме најобразовани, се знаеме во таа држава. Така и во Кочани, ве сега и таму така. Значи сега е градоначалникот виновен што пукнал цевката, ај ќе го затвориме. ВМРО е виновно. Аба ајде ќе ги смениме од власт, ќе дојдат тие што не направија граѓани. Значи тие што го подпишаа преспанскиот договор и бугарскиот, тие се паметни. Тие ова сите будали и сега дојдоа на власт. Паметни изгорме. Сега ни треба, знаеш, еве што кажаа сега да преговорат заедно.
Значи направија пржици доводи из пржија. Сега да направат барси дојде да не сварат. Сега тоа ни се пали. И сега ќе береме бинови. Па цела држава е биновна. Цела држава. Верувате ли на Државниот инспекторат за животна средина во случајот Тораница? Па, слушај, рано уште да се каже. Значи, и верувам и не верувам. Значи, треба за 10 на 9 ќе се стае. Мислам дека треба некој да одговара. Значи, не сум против да не одговара. Значи, мора некој да одговара. Мора да има одговорност. Така, благодарам многу за јавувањето во Црвена линија. Останете со нас. Продолжуваме со гледачите во функција на граѓани. Ева, уште еднаш ги покануваме особено засегнатите граѓани кои што живеат во непосредна близина на Крива река, па да слушнеме кои се и нивните одговори на денешното прашање: штите ли некој некого во случајот Тораница или се е во склад со уставот и законите? Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Благодарам. Значи, во оваа држава, не Тораница, никој никого не штити. Затоа што нема закон, односно има закон, не се применува, не се работи нестручно, непрофесионално, неодговорно и на крајот излегува сите се виновни и никој не одговара. Видете, ние упорно викаме сакаме во Европа. Ама молиме Бога да не влеземе таму. Знаете како е таму? Вие вика по законот и кај нас се слични законите. Не смете да загадувате средина, односно конкретно вода, како што ја примате, така да ја пуштите. Така е во секоја западна држава. Значи, на влести се мери водата, на излез секое са бајле. И оди во инспекција, ако се види дека е загадена, веднаш му се затвара погонот. Се добива соодветна казна за тој што е газда, да не речам веројатно и кривична, а се додека не се исправи состојбата, нема пуштање на водата. Нека носи со цистерни и нека плаќа тој што ја направил белјата. Кај нас нема врска од сето тоа. Моли Бога да не те снајде, иначе пуштена вода, прашувам инспекција, не е питно за еден случај, абе водата добра ли е? Слушај, вика, не смеам да ти кажем, ама болje да не ја пиеш. Ме сваѓате? И што да зборуваме тука? Благодарам многу што се вклучивте во Црвена линија. Продолжете да не гледате. А сега ќе ги погледнеме и првите коментари. Пристига, така да продолжете да пишувате и на Facebook Црвена линија, нашиот профил. Секако ве подсетувам да го заследите и профилот на Телма телевизија, каде што Црвена линија и редовно ги објавува темите за кои што дискутира со вас. Почнуваме со коментарот на Винг Чун, еве што напиша: безусловно верувам само во Бог, а овие 35 години научив да не им верувам посебно на политичарите. Кога не убедуваат дека нема проблем, е безбедно и се е по стандард, тогаш верувајте дека ништо не е безбедно. Уште не убедуваат да отвореле рудници во Гевгелиско, Струмичкиот регион, дека се ќе биде безбедно по стандард. Благодарам многу за учеството преку коментари, тоа што редовно сте активни, не следите Вингчун, а ние продолжуваме со гледачите во живо. Добар ден. Поштовање госпожа Тина. Голема почит и до вас, повелете. Поздрав до вашата екипа, поздрав до сите слушатели и гледачи што се јавјат. Се вака моје мислење. Замолувам вашата уредничка Лупеска, вашите уредници Оливера Трајковска, Боби Христов, сите една тема да постават. Да ги нема овие проблеми или како да ги кажеме болни работи, Тораница, модуларна Кочани. Дали е созреано време, нека поканат некои еминентни, компетентни луѓе, учени, академци, дали не е созреано време некој друг да води Македонија, овие политичари да ги снема од ова политичка цена. Па за да немаме, да не се нервираме Тораница, или не да Боже се случило ова, или се случило она. Време, значи не ги биде овие и ВМРО, СДС и дуи. До кога вака ќе не трујат со овие работи, до кога вакви прашања ќе се нервираме ние. Значи, созреани се некој друг да не води. Мора тоа една, озмилно го мислам ова, една дебатна емисија има еден куп учени луѓе што ги каните, дали е созреано време друг да не води.
Дали американци, дали ова, а ја преферирам модулот на Словенија, словенци да ни дојдат. Благодарам за одговорите во црвена линија. Останете со нас. Продолжуваме секако на 02307-005. Ево уште еднаш апелираме и ги покануваме во оваа активна денешна дискусија на црвена линија да се вклучат и граѓаните кои што се директно засегнати со проблемот со токсичноста на Крива река и секако проблемот со случајот Тораница. Добар ден. Добар ден. Во програмата? Да, повелете, ве слушаме. Да, во првиот дел од вашето прашање штити ли некој некого во случајот со Тораница, мислам дека од авион се гледа дека владава институциите, инспекторатите апсолутно ги штитат виновниците за ова мега хаварија. Тоа се случило, мислам дека беше околу 14, а во јавност се излегува после 10 дена. Тоа самото по себе зборува дека некој има интерес и да не се дига паника, да не се не знам. Меѓутоа тоа е едно загадување на Крива река невидено, кое сега со години треба да се мислам природно да се очисти од од олово, цијаниди и тешки метали. Така да мислам дека владава, инспектори апсолутно ги штитат виновниците било во самиот рудник, било на ниво на држава инспекторатите. А во вториот дел, дали во склад со уставот и законот, не знам зашто вакво прашање поставувате, ова апсолутно нема врска и е надвор од сите актуелни закони и да не зборам устав. Со уставот е загарантирано животна средина чиста за секој граѓанин, а ова е невидена катастрофа. Така што мислам дека виновниците мора да се најдат, тие се тука, тие се во рудникот, тие се во инспекторатите, тие се во владата и време е една... Подсетуваме само, внимавајте, тајмерот е 90 секунди. Благодарам за гледачот и неговите одговори, а прашањето е едно. Всушност, штити ли некој некого во случајот Тораница според вас или се е во склад со уставот и законите? Добар ден. Здраво. Здраво, повелете. Па види вака, кој е крив на реката што се нашла тука во тој период кога таа јаловината се истурала таму, кога истекла таа прегаштината? Што барала таму реката? Требала реката да биде на друго место. И сега после крива река. Па крива е реката, како не е крива река? Значи, да не беше на погрешно место у погрешно време, немаше да се сипи таа јаловината. Плюс тоа, ако се сеќаш, имаше еден случај кога еден поранешен премиер у време транзиција, да го речем, иако уште не сме ни најмалку влезени у транзиција, со службената Тојота удри у бандера. И тогаш исто така ја обвинија бандерата. Се жалеа до пошта како вие вака бандера да поставите баш на место кај што треба Тојотава да врви. И така да виновникот е таму. А верувате ли на Државниот инспекторат за животна средина во случајот Тораница? Види вака, ова е дисфункционална држава, мадам. Ја не би бил никогаш, гледам еден колега ваш што ме уклучи во емисија, не би бил никогаш арогантен, никогаш не би бил вулгарен и глутен. Не, со него се немам замерено, ама он мисли дека јас сум многу лош човек. Не, овие работи ме прават да бидам лош, затоа што правда нема. Системот е катастрофа. Поздрав пријатно. Благодарам многу што бевте дел од црвена линија. Останете со нас, продолжуваме со гледачите, поточно со граѓаните, но и продолжуваме, како што и напоменав на почетокот, пишувате коментари, бидејќи ќе ги читаме меѓу вклучување на гледачите. Па така во продолжение на Facebook на профилот на црвена линија следува и коментарот на господинот Борчо Иванов. Еве што напиша. Интересно ќе биде кои десетина што ја окупираат вашата контактна емисија за секоја тема, а нема да може да ги слушаме на вистина засегнатите со ова што се случува. Благодарам, го цениме и овој ваш став, господине Борчо. Знаеме дека активно не следите и учествувате преку коментари. Поканети се секако во оваа активна дискусија да се вклучат и сите засегнати граѓани, односно со случајот Тораница и загадувањето на Крива река.
Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Па, кривецот се знае кој е. Тој ще работи со рудникот. Тој бугаринот, ми се чини. Тој е концесионер. Така да се има случајно квар во рудникот и ете, водата проби и влезе во Крива река. Сега во Крива река таа направи таа вода прави голем зијан и по животинскиот свет, и Крива река се користи за некои работи за земјоделие таму, за околината, значи во секој случај загадува. И подолго време ќе биде тоа ловото, од сепарацијата, 100% ќе се врши сепарација на рудата, и значи тогаш се употребува вода, после изгледа е таа вода. Сега што е? Овај веќе има платено, ова ќе му биде трета казна кој ќе ја плаќа. Барем така на телевизија кажа, дека првата 80 била, втората 90 и ова ќе била 250, таму не знам колку. Човекот ќе плати, меѓутоа штетата не може да се надокнади никогаш. Ќе биде неколку години, ќе биде Крива река, ќе биде никаква. Благодарам многу и вам за одговорите во црвена линија. Продолжете да не следите и еве уште еднаш сите граѓани кои што живеат во непосредна средина на Крива река и се директно засегнати, би сакале ги покануваме јавно да се вклучат и секако да го кажат своето мислење и своите одговори на денешното прашање на црвена линија, а тоа штити ли некој некого во случајот Тораница или се во склад со уставот и законите? Добар ден. Ало, добар ден. Повелете, ве слушаме. Дали некој некого штити во случајот Тораница? Или се е во склад со уставот и законите? Веројатно некој го штити. Ја колку знам, во фудбалот за тежок прекршок се доделува жолт картон. За уште еден жолт картон се доделува црвен картон. Што значи, тој два пати добил, еднаш жолт картон добил. Еднаш добил уште еден жолт картон и црвен картон добил. И по трет пат тој повторно си работи. Тораница никогаш не може не би му требало да обстои више, да функционира. Крива река треба ичмо околу 20-30 години за да се нормализира. Тоа е уништен животински и растителен свет, флората и фауната. Подхитно Тораница треба да се затвори тој рудник. Веројатно го штити некој. Веројатно добро е награден за тоа, што тој понатака работи. Сите закони во држава, кога ќе стане нешто, тоа ќе се растрча. Ако не го штителе тој во Кочани, немаше да настрадаат толку луѓе. Го штителе и по вертикала и по хоризонтала. И како сега? Ако добие некој трување во некоја сладкара во Скопје, ќе се растрчаат во сите сладкари. Или ресторани, или народни кујни, или студентски мензи. Тоа штити некого и затоа доаде ја дотераме работата. Бидете поздравени. Благодарам, бидете поздравени и вие. Продолжете да не гледате. Секако ве подсетувам сите вас, почитувани, доколку сакате за се да бидете брзо, ефикасно и квалитетно информирани, кликајте на telma.com.mk, а во однос на темата за која што зборуваме, задржите се и на следниот наслов, а тоа е предистражна постапка за евентуална кривична одговорност за случајот Тораница. Јавното обвинителство презема дејства во предистражна постапка со цел да се испита дали има евентуална кривична одговорност при загадувањето на Крива река од рудникот Тораница, чиј концесионер е фирмата Булмак 2016 Доел Пробиштип. Црвена линија денес ве прашува, штити ли некој некого во случајот Тораница или се е во склад со уставот и законите? Добар ден. Намалете го тонот на ТВ приемникот. Молим.
Дали го намаливме тонот на ТВ приемникот? Да. Да, повелете, ве слушаме. Добар ден. Добар ден, повелете. Се јавува гледач од Крива Паланка. Да слушнеме, еве, што ќе речете како граѓани на Крива Паланка. Да. Намалете го тонот на ТВ приемникот, ве молам целосно. Да. И јас сум пораснат со рудникот Ораница. Вот, лично сум таму роден, каде што јаловиштето го градеа. И од времето Ораница е само перална за пари за некои од тие, од влада, од министерства таму. Ние од време имаме, во вашата телевизија имаме емисии снимано таму, уште кога се градеше јаловиштето. И уште од тогаш се види дека тоа нема да биде рудник. Не иселија, јас сум баш тука тоа малото Варашани каде што го иселија. Куќите ни ги зедоа, ги затрупа и денес 50% не се платени. Нема, го ставија рудникот во стечај, нема на кого да се жалиш. Што имавме шума дрва таму за сечење и тоа не ни дозволува. Благодарам, го цениме тоа, еве, што се вклучивсе директно од Крива Паланка. Секако, еве, подсетуваме во ова денешно издание на Црвена линија, особено ќе ни биде драго да ги слушаме токму граѓаните и оние кои што се директно засегнати околу случајот Ораница и загадувањето на Крива река. Подсетувам за сите оние кои што допрва ќе се вклучите, а не сте се вклучувале во контактни емисии како Црвена линија. Јас ве замолувам, веднаш што ве превземе режија, целосно намалете го на 0, значи воопшто да нема звук ТВ приемникот, телевизорот и секако со мене зборувајте стриктно преку слушалка. За оние кои што сакаат нови 90 секунди, секако се додека траеме, можете повторно да го завртите нашиот број. Но почитувајте го тоа техничко правило, нели, за да имаме можност веднаш добро да се слушнеме. Добар ден. Добар ден, Тина, поздрав до тебе и до редакцијата. Благодарам, поздрав и до вас. Одговор на вашето прашање даде претходниот слушател. Ја мислам да се ислушаме и тоа ќе дадам еден друг пример, а тоа е примерот со Пробиштип, кога исто така се испушти, се пушти уствари јаловиштето и се загади цела брегалница, Вардар, тоа отиде дури и во Грција. Водата беше сина, темно сина, загадена со отпадоци од јаловиштето. Сето тоа се случува сега и во Ораница, во Крива Паланка. Мислам дека владата директно е виновна затоа што го штити газата на Ораница, затоа што има од него финансиска корист. Овие казни што се дадени по 80, 90, сега велат 200.000. Тоа се ситна пара во однос на профитот што го остварува газата и тој е заинтересиран да работи и од овие услови. Мислам дека државата треба да преземе мерки, овој рудник да се затвори и за секој да се реши ова прашање. Ги поддржувам граѓаните од Источа, тука Новосело, Струмичко и долу Валандово да продолжат со протестите да не се отварат. Големо благодарам и вам за учеството и одговорите секако во Црвена линија. Ве префрлам на Facebook, на профилот на Црвена линија, пристигаат коментари, продолжуваме со коментарот на Марко Поло. Напишал: само да подсетам на вашата емисија, имаше прашање дали ќе дозволиме увоз на отпад или секундарни суровини.
Како и кој ќе ги контролира отпадите и отровите што ги оставаат? Колку зарем само 200.000 евра чини трајното загадување на почвата со тешки хемикали, кои што преку подземните води, храната и испарувањето имаме директни реагирања со се органско. Од министер за екологија до министер за полиција, во склад со целиот инспекторат, треба да си понесат одговорност, тие јавно се нафатија дека мора да имаме јавно здравје и чиста околина и одговорноста од секогаш имала име и презиме. Благодарам Марко Поло за коментарот. Пишувајте коментари, продолжуваме со гледачите во живот. Добар ден. Добар ден, дали се слушаме? Добар ден. Повелете, во црвена линија сте. Штити ли некој некого во случајот Ораница? Или се во склад со уставот? Држава секој штити некој ако е на функција, ако има големи фирми, ако е директор негде, а обичниот граѓанин нигде не се штити. Стално се напаѓа, стално се навредува, стално викат дека тој не разбира ништо, обичен граѓанин, прост, јас се разбирам. Може ли да имате 10 фирми, а ни една фирма не е обележена дека не е по закон се направено? Сите се окей. За кого? За мене, лично за мене. Знаеш ли ја кој сум? Значи, кај нас нема правда, нема желба, нема душевна болка дека другиот го оштетуваш. Туку секој вика јасно на власт, што сакам, тоа ќе запишам. Немојте македонски народе, а најмногу инспекторите шират торбите за пари, само за профит, кој повише ќе му даде, од тој ќе бидат. Дали си оштетен, дали си незадоволен, не ги интересира. Ние сме општина и ние одговараме за се. Ние кажуваме на кој што да му се даде, на кој што да му се земе. Срамно да... Внимавајте на тајмерот, 90 секунди се предвидени за едно јавување, затоа и автоматски се исклучува. Големо благодарам за гледачката и незините одговори во црвена линија. Добар ден. Ало, добар ден. Па штите ли некој некого во случајот Тораница или се според устав и закон? Да беше се поред устав и закон, државата ќе реагираше наредниот ден, а немаше да чека 20 кусур дена за да реагира. Ја да потсам јавноста дека овој настан се случи оној момент кога на друга телевизија им дава занимација со кравите од Паланка и нивното фамозно одзимање. Значи тоа беше 2 дена после тој прилог. Значи од тогаш до реагирање на државата поминаа 20 кусур дена и за да добие случајот јавност. Значи ете ви првото укажување дека го штитат, второто. Земете ги изјавите на пратеникот тој крај открива Паланка, што тој изјавува за настанот. Доста лажете. Пазете, пратеник кој треба да ги штити граѓаните, каже на медиумите дека лажат дека имало некој инцидент во Крива Паланка. Третата работа, ако не го штителе дотичниот, ќе искочила инспекција да си земе мостри од реката за точно да се направи анализа. Такви анализи државата нема. И сега сакам да ги прашам јавните обвинители. Брзостоја на што ќе водат истрага? Тоа да ми го одговорат. Зашто обвинителство реагира сега? И четвртата работа, па земете ги фотографиите пред изборите од мај месец да видите кој со кого се сликал и секој ви биде јасно зашто 20 кусур дена молчеше државата и дали го штителе или не го штителе. Така да нема многу потреба да се збори. Само овие факти нека се разлистаат и секој ни биде јасно. 25 дена државата молчеше за ова, а имате институции. Благодарам за одговорите во црвена линија. Останете со нас. Ве префилам на Facebook, но поточно на профилот на Телма телевизија, секојдневно црвена линија и таму ги објавува темите за кои што дискутира со вас. Па ќе го прочитаме и коментарот на господинот Пецо Костовски. Еве што напишал. И уште во колку други реки и потоци пливаат разни отпадоци, во заграда пластични шишиња и слично, надлежните за животна средина со години се во така наречен зимски сон. Благодарам и вам, господине Костовски, за коментарот. Одиме со гледачи во живо. Добар ден. Добар ден и убав ден.
Убав ден и вам, повелете. Видите, јас се јавувам од едно село Провисивско. Сите вие потпороли што се јавуваат, а лошо зборат. Имено јас сум на 80 години. 40 села рудникот Злетово инвестираа. Ние Бачи, Лојза, речи Вочнаци, се сме имале од Злетовска река. За жало, вие 30 години како дојдоа вие Арамија и до чиста. Внимавајте на изборот на зборови, само без навредливи зборови. Продолжат. Не ги интересира нешто да направат за еднината, за младината, него одат у Дубај да прават згради. Тоа ги интересира тие, ама вие потпоролите не ги интересира тоа. Злобни луѓе, бе, како не се срамат, бе. Па 40 села... Кажете ми, во случајот Тораница, според вас, штите ли некој некого во овој случај или се е во склад со уставот и законите? Па законите, кој закони, господице? Која партија дое своји луѓе сала? Па уништува го совкрениот народ. Совкрениот народ го уништува. Еве, појдите у 40 села, дали има 10 души некој? По тоа бегаото вие до чичата. 30 години што била посебно од социјалдемократски тој, тај па како да... А верувате ли на Државниот инспекторат за животна средина во случајот Тораница? Абе, често и две. Благодарам многу за учеството и една напомена, еве можевте да видите и на екраните, значи црвена линија од етички агол, еве, ако така полесно можеме да го кажеме, нашето правило се разбира, секој од вас апсолутно има право да го искаже својот став, да даде одговор на прашањата и темите за кои што секојдневно дискутираме со вас. Но на што задолжително треба да се внимава е на употребата на зборовите. Кога мислиме на употреба на зборови, мислиме да се држиме до пристојниот говор, да нема навредливи зборови, пцости, вулгарности и секако не да се шири говор на омраза и говор кој што алудира на насилство. Автоматски се вклучува во тој случај црвената линија. Добар ден. Добар ден, убав ден. Убав ден, повелете. Благодарам. Ава кајде да го најдеме виновникот, зошто ни се случува се тоа? Овдека ќе биде виновникот државата и тоа министерство кое што раководи со рудните богатства. Ние во ниеден рудник немаме 100% чиста руда од некој метал, значи кој што го поседува во почвата. И нормално е при ваѓањето на таа руда, не дека 60, 70, можда и 80% излегува јаловина, но мешана со остатоци од рудата, кое што е штетно за околината, за животната средина, за животните и за сите и луѓето. Значи, прво, ако сакаме да нема такви работи, треба воопшто да не отвараме рудници. Второ, ако веќе некому му дадеме дозвола да отвори рудник, значи, треба до детали да се испита каде ќе се двои јаловиштето, каде ќе се депонира, да не се меша со реките, да не се меша со потоците, каде што ќе може со тоа ќе се зарази полето, животните, дивите животни, луѓето, значи некој не ја завршил работата до крај и сега ова ни служи. Ние го гледавме оние цевките испукани, тие не се од денес, не се од вчера испукани. Тие се кој знае кога испукани, пукало по малце течело, и од еднаш веќе не издржува тоа и ќе потече што се вика сета јаловина и се ќе отиде во полето, во реките и ќе немаме ни риби, ни птици, а на крај ќе видиме и ние изгледа сме најјаки живи суштества, значи ние ќе видиме последните кои што ќе настрадаме од сите тие нерегулар. Подсетувам само, внимавајте на тајмерот 90 секунди. Благодарам за учеството. Продолжуваме со коментарот на Facebook Црвена линија, профил на господинот Миле Атанасовски. Еве што напишал. Каде се сега инспекторите што кажале дека немало загадување на реката со тешки и отровни субстанци? Прикривање на кривично дело е кривично дело. Благодарам и вам, господин Атанасовски, за коментарот и учеството. Продолжуваме со гледачите во живо. Добар ден. Добар ден и поздрав. Поздрав и до вас. Самото прашање, значи, дали некој штити некого во случајот Тораница или во други случаи, воопшто не треба да се поставува.
констелацијата на македонската држава е така поставена да автоматски виновникот се штити. Виновникот се штити прво од негрижата, а понатака и во текот на самото работење. Кој е виновен? Најповеќе се виновни елитите кои произлегуваат од популацијата, тие кои што се чувствуваат за македонци, етнички мислам. Тие се најголемите виновници. Тие произлегуваат од копуци и се уште не се свесни дека имаат држава. Не се разбудени од сонот дека нивните предци биле никој, а сега значат нешто. Верувате ли на Државниот инспекторат за животна средина во случајот Тораница? Дека, да, кој е виновен? Ви кажав кој е виновен. Не, дали му верувате на Државниот инспекторат за животна средина во случајот Тораница? Не ве разбав. Ало? Тоа не е анкетно прашање. Верувате ли на Државниот инспекторат за животна средина во случајот со Тораница? Може би ќе има обиди да се за случајот Тораница проне. Добро, благодарам за учеството и сега останува уште еден коментар на Драган Чопанов да го прочитаме. Напишал: никој не е крив, Тито е крив. Ние и државата, ајде ви се молам. А ние сега кога додовме до времето кога треба да ги соопштиме резултатите од анкетното прашање, кое што имено впрочем и му го поставивме на последниот гледач, тоа е: верувате ли на Државниот инспекторат за животна средина во случајот Тораница? Па еве како се одговори од страна на оние кои што не следат на Инстаграм. Со да одговорија 19%, со не одговорија 81%. Заследете на Инстаграм Црвена линија и сега го профилот на Телма телевизија. Веќе утре учествувате во новата анкета. Продолжуваме со реклами, а потоа повторно сме заедно во студио. Почитувани мои, неизмерно благодарам и за ова денешно издание на Црвена линија, кое што го креиравте токму вие и дадовте одговори на денешното прашање на Црвена линија. Сега останува да ве препуштам во добри раце, тоа значи дека моите соседи секогаш носат радост, па така ќе биде и ова попладне. Постојано се насмеани. Ама не знам зошто вие нели ме слушате или вие мора да не поврзаат некако, не знам, жичено. Со сирена треба, ти кога ќе не најавиш треба пи. Ама ја мислев дека ние сме конектирани на Bluetooth, не на те молам. Па ние сме, јас за тоа и не зборувам, ние сме ептен конектирани. Ама зошто постојано сте ми како немени кога ќе ве најавам? Што се Од добрите најави Бетина. Шокирани од најавата. Ама немојте па не е до толку шокантно. Со што ќе не шокирате вие ден?